како ќе ги коментирате пак резултатите од истражувањата на јавното мислење за поддршката на македонското општество за промена на македонскиот устав и внесување на бугарите во уставот? Па знаете како, за да добиете објективно и релевантно мислење за било кое прашање, треба да имате објективна и релевантна медиумска или било каква средина или еден јавен дискурс нормален да имате, каде што луѓето ќе добиваат информации, ќе добиваат вистински информации, можеби нели десничарски или левичарски став не е битно. Меѓутоа, во однос на прашањето на внесувањето на бугарите во уставот, ние имаме апсолутно ненормален јавен дискурс, кој повеќе е составен од спинови, шпекулации, невистини и слично, отколку што е составен од реално и објективно информирање. Прво, внесувањето на бугарите во уставот е обврска за државата произлезено од преговарачката рамка од 2022 година, што значи дека тоа е унисон став, тоа не е став на Бугарија, тоа не е билатерално прашање помеѓу Македонија и Бугарија, бидејќи билатерализацијата долго време беше практикувана во однос на прашањето со Грција, што исто така не беше обичен билатерален спор, туку беше прашање под покровителство на Обединетите нации и го засегнуваше за членувањето на таа нова држава од 1991 година во Обединетите нации и дефинирањето на незиниот статус, извинувам. Па сега тоа прашање, ние 15-20 години слушавме за билатералното прашање со Грција и сега тоа е заменето со билатералното прашање за Бугарија. Кога вие ќе го поставите јавниот дискурс, дека имате билатерален спор, значи вие не пледирате да имате односи, да градите нормални односи со сосед, туку веднаш одите во спор. Значи ние од спор со Грција рипаме во спор со Бугарија. И самите се поставуваме во позиција на тој начин, односно не поставуваат политичките елити, во позиција на постојан проблем. Не имаме проблем. Прво имавме проблем со Грција, па имаме проблем со Бугарија, во меѓувреме имаме проблем со албанците. И тоа е таа свесна, според мене, тоа е тој свесен инженеринг, што цело време се провеува, каде што вие ги представувате и решавањето на таа обврска, што инаку не е задача на граѓаните, туку е задача на парламентот, на законодавната власт, и нема зошто граѓаните да имаат став посвестно како една од опциите евентуално, дали вие, например, за тргање на ветото би се согласиле за ова или она, меѓутоа посвестно кога ви станува обврска, тоа според мене не треба да фигурира воопшто во анкетите, затоа што знаете како е поставено во едно анкетите. Дали сте вие или што мислите вие, дали сте вие бугарите да влезат во, ама тоа не е прашање на избор. Тоа е прашање на обврска. Кога ви имате обврска ја решавате, дали е тешка, дали е лесна, не е битно. И за таа обврска вие ја информирате и ја едуцирате сопствената јавност. А не им оставате на граѓаните врз база на шпекулациите што ги ширите и врз база на негативната енергија што ја ширите, да изградат став, па тие да се стават во ситуација на обврска. Знаете како беше во последниот извештај на Европската Унија, прашањето за внесувањето на бугарите во уставот беше ставено во делот за парламентот. Не беше во делот за генералниот став, туку во делот за парламентот, што значи дека парламентот беше нотирано, не си ја завршил својата обврска од 2022 година, речиси веќе 4 години, значи последователно, бидејќи тогаш имавме друг парламентарен состав, после 2024 година имаме друг парламентарен состав, значи два парламентарни состави не си ја завршиле својата обврска, односно обврската на државата. Тоа не е обврска на извршната власт, не е обврска на судската власт, не е обврска на невладиниот сектор, не е обврска на граѓаните. Тоа е обврска на законодавната власт. Кога вие законодавната власт ќе ја сведете на партиска испостава и кога ќе си ги превземете неуставно ингеренциите, па велите не додека јас сум, например, не знам, премиерот или председателката или било кој, додека сум јас нема. Ама ме разбирате, не е ваша обврска, не е ни ваша надлежност. Тоа е надлежност на парламентот. Значи, вие не може да му кажете на парламентот што да прави, не може на пратениците да им кажете што да прават. Ова го велам, за да поентата која ми е. Поентата ми е дека за да вие добиете објективно мислење од граѓаните, треба да имате
барем малку објективна медиумска средина од каде што тие ги црпат своите информации. Таа анкета на ИРИ, мислам една од анкетите, таа мене ми е интересна, на ИРИ, бидејќи се опфатна, темелна и слично, има секакви прашања. Секакви прашања за влез на бугарите во уставот, за став кон Русија, став кон Кина, доверба во институции и така натаму. Значи има такви абстрактни, нелогични одговори, од тоа дека да имам добро мислење, не знам, за Владимир Путин или за не знам за кого, до тоа што појма немам кои се инвестиции руски или акогими или кинески. Овдека до тоа дека не знам, не сакам НАТО, ама ако нешто се случи, некоја интервенција, НАТО нас ќе не штити. До тоа дека не сакаме бугари во устав, ама 70% би гласале веднаш, доколку сега има референдум за влез во Европска унија. Сега ќе гласаме за влез во Европска унија, што ви кажува во каква конфузија, во каков хаос, во каква апатија се донесени граѓаните, со сите дезинформации, полуинформации, полувистини, спинови, со кои преплаве нашиот медиумски простор, обавезно со антибугарско расположение, антигрчкото веќе е намалено, нема потреба сега, обавезно по потреба антиалбанско расположение, и кога вие храните еден таков звер, во наводници, каков одговор ви очекувате од луѓето? Така, на крајот на криштата луѓето веќе почнуваат и да бидат внимателни и во релациите што ги имаат приватни, доколку сакаат да одат на летен одмор или на зимски одмор во Бугарија, така? Доколку сакаат да пешачат, да планинарат или не знам што на некои од бугарските планини. Дури и нивниот личен однос веќе е загрозен, затоа што тоа едноставно не е подобно вие да го кажете. Зашто во моментот вие треба да кажете не за бугари во устав, не тие ни ја крадат историјата, не тие не... Значи треба да ги повторувате пропагандните пораки за да бидете коректен, да бидете подобен, да бидете послушен во државата. И таков подобен послушен вас ве прашуваат и вие што ќе одговорите? Така, дали вие чувствувате слобода да дадете одговор на тоа прашање? Дали вас ви изгледа побезбедно да го дадете тој одговор? Дали вие верувате на она што вас ви го говорат или не верувате? Иако мислам дека и тоа, јас кажав што кога беше трагедијата во Кочани, во тој момент суштината на антибугарската кампања пропадна. Значи тоа ќе треба време за да се види и да стане видливо, станува видливо деновиве, кога луѓето сега се плашат со мигранти, па во однос на мигрантите бугари во устав им изгледа не толку страшно. Па дајте ставете ги бугарите во устав да влеземе во Европска унија, нема мигрантиве да не ги донесат. Ме разбирате, правам карикирање со теми што не се за подсмев, меѓутоа сакам да ја доловам атмосферата која се гради и хаосот во кој е доведено, хаосот во кој е доведено мислењето на луѓето. Не може вие после се она што сте кажале не за бугари во устав, 70% би гласале за Европска унија. Значи 4 години вас некој ве лаже, свесно ве лаже, што не смел да ве лаже, дека тоа е обврска на државата. Вас никогаш тоа не ви го представиле како обврска за државата. Па се уште, емисија гледав сега минатата недела на една од нашите национални телевизии, каде што аналитичари зборуваат за бугарското вето. Кое е бугарско вето? Ме разбирате? Не може такви невистини да поминуваат во јавен простор, не може такви невистини да бидат изговорени од највисоки политички функционери, па дури водителката го исправи и вели, кој е бугарско вето? Вика, нема такво вето. Какво бугар? Па добро знаете. Што значи дека вие свесно употребувате во говорот бугарско вето, француски предлог. Ние сме заглавени на 2022 година или пред 2022 година, така сакаат ментално да не заглават. И тој речник е редовен кај нас. Сите зборат за вето. Може да замислите при падот на бугарската влада, сега нели падот, оставка даде нели цела бугарска влада после овие протести, се израдуваа кај нас. И тоа се израдува најпроевропските во наводници, аналитичари. Сега нема влада во Бугарија и сега ние немаме со кого да преговараме. Зашто треба да преговараме? Ние не треба за ништо да преговараме што се однесува во однос на Европската унија. Ме разбирате во која состојба на умот се доведени македонските граѓани? За нешто што апсолутно прво не е вистина, второ не е во наш интерес. Значи во наш интерес е често пати велам, дури и да нема опција за влез во Европската унија, дури и да нема опција каде што вие мора да исполните
обврската 2022 година, па веројатно е најнормално вие да имате најдобри односи со сопствените соседи, особено со соседи кои споделувате не само историја, туку споделувате сличен начин на живот, слични обичаи, јазик сличен и така натаму. Значи, има ли нешто понормално од тоа, особено за македонците, да имаат блиски односи со Бугарија и Грција, па има ли понормално и за најголемите националисти македонци и шовинисти, нели една да е цела да е Македонија, да имаат најдобри односи со државите каде што таа цела Македонија, тие делови од таа цела Македонија се наоѓа. Тука го гледате, тука ова се нормално во наводници ставите го последното што го кажав. Тука го гледате апсурдот и тука го гледате вештачкиот наметнат наратив во однос на антибугарската кампања, која зборуваше за тоа Парвен, има нормално свој поддржувачи на бугарска во бугарската политика, претпоставувам, или во бугарското општество. Меѓутоа, нас треба да не интересира што е во најдобар интерес за нашата држава, што е во најдобар интерес за нашите граѓани. Нека ми објасни некој како може во наш интерес да биде и во нашата европерспектива лоши односи со Бугарија. Нека ми објасни некој како може да има во наш интерес да има лоши односи со Грција. Затоа велам, ова се наметнати теми, ова се прво наследени теми од поранешна Југославија, наградење на еден антибугарски сентимент кој имал политички и безбедносни и други функции за таа држава, во која Македонија била само искористена. Меѓутоа, знаете, жалосно е Македонија се уште да биде искористувана. После 30 и кусур години независност, се уште да бидеме искористувани на начин на кој што сме били искористувани во поранешна Југославија, која сме ја немале нити можноста, нити моќта, нити слободата да кажеме каков однос треба да градиме и дали тој однос што политички се наметнува во однос на Бугарија е реалниот однос што го практикуваат граѓаните и што го мислат граѓаните. Еве да ги прашаме граѓаните од Источна Македонија. Дали тие повеќе комуницираат, и тоа особено оние градови кои се на самата граница? Дали нивниот живот се одвива во релација со Бугарија, како што во Битола и во Гевгелија се одвива нивниот живот во релација со Грција, или во Дебар се одвива во релација со Албанија, со Тирана, или тука во Скопје се одвива во релација со Приштина? Значи, вие суштината, секојдневниот живот им го земате на луѓето за фиктивна агенда и практично работите за да добиете вакви одговори на анкетите, за после да кажете народот така кажа. Па народот кажа 70% дека би гласале за Европска унија. Тоа значи дека веднаш треба да отпочнат со уставните измени. Многу ви благодаря за този детайлен анализ. Треба да кажа, ето тук имаме един наш гледач, којто ни пише: вечершниве гости се многу надпросечната дискусија во било кој медиум. Убиваат со анализата и вистината. Това мисля е добра оценка. Не умирајте още. Не умирајте. Само да покажеме. Ето това пак е по ИРИ и показва кои са, това е актуално от 2025 година, и показва кои са главните проблеми, които среща Македония днес. И между тези проблеми, някъде най-долу имаме, да кажем, то не е и вътрешен конфликт, защото конфликт с България не може да бъде вътрешен, България е друга държава. External conflicts, 3% хващат външни конфликти или война, да кажем, че България е външен конфликт. Няма нещо, което да показва идентичност на криза, заплаха за идентичността, загрозена държавност, суверенитет, територия и така нататък.